Со настап на учениците од основните училишта Тихомир Милушевски и Јоаким Крчовски, вчера вечер започна повеќедневниот спектакл во општина Ѓурче Петров, Звуците на културата. Манифестацијата ја отвори градоначалникот на општината Александар Наумовски, кој ни го криеше задоволството од успешната реализација на манифестацијата, која се организира по повод Денот на општината 20 септември. Така не личи модерни, урбани, како што заслужува Ѓорче. Ѓорче Петров долго време чекаше ваков настан и на мое огромно задоволство вечерва сме тука да ја стартуваме манифестацијата Звуци на културата, која до недела ќе ни понуди незаборавни содржини, музички перформанси, кино на отворено. Навистина направивме напори да организираме манифестација по европски и светски стандарди, која се вклопи со нашиот најголем празник во општината, 20 септември, денот на именување на нашата населба по големиот револуционер Ѓорче Петров. Меѓу другото, Наумовски ги најави и идните проекти, меѓу кои посебен акцент стави на враќањето на старото корзо во Ѓорче Петров, кое, како што нагласи, ќе биде место каде ќе се среќаваат младите, а постарите ќе се сеќаваат на деновите од нивната младост. Во фаза на проектирање и старото корзо да го вратиме во еден модерен и урбан сјај. Тоа цврсто го ветуваме и следната година ќе стапиме во реализација. Да направиме на наша урбана ѓорчевска чаршија, каде што нашите деца ќе се дружат, ќе има многу емпатија, ќе сретнуваат нови љубови, а нашите родители ќе се сеќаваат на минатите убави безгрижни времиња. На манифестацијата можевме да го забележиме присуството и на градоначалниците од збратимените општини, Разлог и Красна Полјана од Бугарија, како и од Србија и Словенија. Со општина Ѓорче Петров имаме Со општина Ѓорче Петров имаме заеднички проект во сферата на образованието. Исклучително сум задоволен од соработката со општината и ја искористувам можноста да ги поздравам сите од оваа општина, да го честитам денот на општината на Ѓорче Петров и да им посакам успех во работата. За прекрасниот празник којто прави општинската администрација и всичко најдобро и успех на општина Ѓорче Петров. Ние сме побратимени општини. 15 години сме побратимени општини. Среќен сум што толку време обстојува нашата дружба, како што делегација од кај вас секоја година доаѓа во Красна Полјана, така и ние со задоволство доаѓаме кај вас. Мене ова ми е втора година како доаѓам тука. На сличен начин и ние ги организираме манифестациите, само во рамки на 2 дена. Вие подолго празнувате. С голяма радост, всяка година. На мен това лично ми е втора година подред. Миналата година бях и сега за втори път. Каква е споредбата со манифестациите? Вие што ги приредува и оваа манифестација ви се допаѓа ли? Ние по подобен начин го правиме при нас. Исто како вас, имаме фолклорни состави, танчерски групи и поп музика. Луѓето се собираат, се веселат, традициите се исти. Танцувални състави и поп музика. Хората така се събират, веселят се. Традициите са почти еднакви. Од манифестацијата беа воодушевени и посетителите. Рекоа и претходно во Ѓорче Петров имало културни манифестации, но организацијски и програмски. Звуците на културата ги надминува сите досега организирани. Може ни кажете дали често доаѓате на вакви манифестации, дали ви се допаѓа? Да, ми се допаѓа. Убаво, интересно, забавно. Имало ли досега вакво нешто во Ѓорче се случува? Баскерфестот почна од овде, така да убаво беше. Многу е убава. Имало ли досега нешто вакво? Децава што беа децава. А редно беше и дикачите на бина да ги видиме. Народов напред собран, ние одавде ништо не гледаме. Да, одлично, доаѓаме стално. Има ли нешто што најмногу ви се допаѓа од она што го видовте досега и дали имало и досега вакво нешто во Ѓорче? Имало и порано, али не вака како денес. Затоа што се имаме многу работи изложени, транспарентно, домови, поготово и сувенири, модерни, убави, современи и така натаму. Како ви се допаѓа манифестацијата? Као Ѓорче Петровци се радуваме што конечно имаме вака добра манифестација. Продолжува традицијата, но е многу подобро од минатите години и се надеваме ќе биде во следните години уште подобро. Добро, денеска е прв ден, ќе доаѓате секој ден? Да, секој ден. Супер е програмата.
доаѓаме секојаш.